Почитуван председател на владата на Република Македонија, господин Зоран Заев, почитуван директор на Фондот за иновативност, господин Јован Деспотовски, почитуван директор на Канцеларијата на Светска банка во Република Македонија, господин Марко Монтановени, почитувани представници на компаниите добитници на договорите, почитувани представници на медиумите, дами и господа. Јас нема да должам многу во мојот говор, мислам дека премиерот кажа доволно. Јас само ќе кажам дека оваа година македонската влада како никогаш досега и 47% повеќе од било кога досега детерминираше пари во буџетот за поддршка на економијата во Република Македонија и првпат, исклучително првпат и за македонски компании. Мислам дека 2018 година треба да е годината кога треба македонските предприемачи да ја препознаат како година во која што треба да инвестираат. Јас, како подпредседател на влада одговорен за економијата и координација со економските ресори, ги охрабрувам сите предприемачи во Република Македонија оваа година да почнат храбро и агресивно да инвестираат, да обезбедат колку што е можно поголем раст пред се за своите фирми, а со самото тоа и за целокупната економија во Република Македонија. Владата ќе биде нивни партнер само во инвестирањето, а не и во делењето на дивидендата. Дивидендите ќе си бидат нивни, а ние ќе направиме све да ги поттикнеме во тоа. Што се однесува до третиот столб на мерките, тоа се мерките за микро, мали и средни предпријатија. Тој столб ќе биде имплементиран преку Фондот за иновации, за што повеќе ќе зборува и директорот денеска, повеќе тој ќе зборува за денешните проекти, меѓутоа јавноста ќе биде запознаена и е веќе запознаена, а сето тоа ќе биде преточено, рековме, и во законско решение, но и без разлика на тоа и сега постои законска основа во рамките на Законот за државна помош, со кој што оваа влада многу агресивно доделува, државна помош и помош за сите компании кои што сакаат да инвестираат во Република Македонија. Она што сакам да го кажам е дека веќе 4 договори се потпишани во само 2 месеца откако мерките се обзнанени, 30 на компании разговараат и мислам дека резултатот ќе биде многу позитивен. Јас на сите добитници на договорите им честитам, им посакувам проектите да бидат имплементирани што поскоро, а тие да видат бенефит од таквите проекти. Само сакам да кажам дека овие проекти се доказ дека ние имаме млади паметни луѓе, дека тие млади и паметни луѓе ако бидат поддржани во оваа држава има зошто да останат, а сакам да кажам дека во оваа влада ќе имате партнер и поддржувач на сите ваши идеи. Наш капитал основен во оваа држава, која што не е богата со природни ресурси, е човечкиот потенцијал. А инвентивноста во тој човечки потенцијал е круната на човечкиот потенцијал. Без инвентивност нема индустрија и напредок. Затоа ценам дека овие проекти се многу важни и мислам дека овие проекти се пример како треба да се развива економијата, тргнувајќи од мали и средни предпријатија. Уште еднаш ви честитам на сите и ви посакувам добра реализација.